Ке представничке за безбедност и надворешна политика на Европската Унија Фредерика Могерини. Дозволете ми во оваа прилика да ја изразам мојата лична благодарност, како и благодарноста на владата и на граѓаните на нашата земја, што мада Могерини изрази желба и подготвеност и денеска да биде тука со нас. Тука е за да ја сподели уште еднаш незината силна лична поддршка на нашиот пат кон Европската Унија и со тоа да ги потврди сите наши напори да го оствариме тоа. Силна е поддршката и на другите нејзини колеги од Европската комисија, председателот Јункер, еврокомесарот Хан и сите останати еврокомесари, кои за цело време беа со нас и до нас. Нивната одлука да ги остават отворени портите на европското семејство за нашата земја беше од пресудно значење за нас, силна мотивација да ја завршиме нашата домашна работа и пред се и над се да го решиме спорот со Грција. Денеска имав голема чест да се обратам во Европскиот парламент во Страсбур. Тоа е прв пат македонски премиер да се обрати во Европскиот парламент на македонски јазик. Овој настан е уште еден знак на силна поддршка на Европската Унија за нашата држава и за нашиот народ. Сега ние, граѓаните на Република Македонија, треба да покажеме заедништво и одлучност на престојниот референдум на 30 септември, да донесеме одлука за договорот, да донесеме одлука за нашата иднина. За нас, перспективата за членство во Европската Унија е движечки фактор кој ги обединува сите општествени чинители и сила за успешно спроведување на реформите и справување со предизвиците со кои се соочуваме на тој пат. Разлики постоеле, ќе постојат и ќе ги почитуваме, но нема простор за неодговорност кога треба сите заедно да одлучиме за еднината на нашата земја и за нашите идни генерации. И оваа посета на мада Могерини не подсетува дека Европската Унија е силна инспирација да ги решаваме горливите отворени прашања во регионот. Република Македонија е јасен пример. Силна верба во нашата Европска Унија беше клучниот мотив за постигнување на историските договори и со Грција и со Бугарија. Ние сме успешна европска приказна и автентичен модел за функционирање на мултиетничка демократија. Ние сме сплотени и секојдневно го живееме европското мото, обединети во различностите. Затоа, оваа средба ја организираме овде, во старата чаршија на Скопје, за да ја потврдиме оваа наша европска вредност со која се гордееме. Благодарам. First of all, let me say how happy I am to be again with you, with the Deputy Prime Minister, with the Foreign Minister, with so many of your citizens, again in Skopje, and this time in the heart of your beautiful capital. Oh, I have the mic. Почитуван премиер, дозволете ми уште првин да кажам дека навистина представо задоволство и многу сум среќна што повторно тука сум во Скопје, во придружба на вице-премиерот за евроинтеграција, во придружба на министерот за надворешни работи и се разбира во ваше придружба и во придружба на многу граѓани од вашата земја тука повторно во Скопје, во срцето на главниот град. And let me say how proud I am to be here today, the very same day when you addressed for the first time ever the European Parliament, where you received a standing ovation in the European Parliament in describing the future perspective of your country. And as you said in Strasbourg, where I had the pleasure of welcoming you, that you felt at home, let me say that I feel at home here, because we share the same home, which is Europe. Дозволете ми да кажам дека денеска искористувам оваа можност да искажам дека навистина сум горда што посебно на овој ден сум тука на денот кога имаше обраќање за прв пат и когаш обраќање на премиер од ваша земја во Европскиот парламент. Вашето обраќање значи доби стоечки овации затоа што вие во Европскиот парламент ја опишувавте идната перспектива на вашата земја, посебно има
имајќи во предвид дека токму во Страсбург навистина ми беше чест, затоа што јас бев таа која што ви посака добре дојде за време на таа сесија и навистина ми представува гордост да бидам денеска тука во Скопје, затоа што ќе зборуваме за нашата взаемна иднина, а тоа е европската иднина. Like for you, also for me, the horizons are very clear. Your place is inside the European Union. We want to see you move forward with the same vision and the same enthusiasm that you have personally and also together with your government always shown. Исто како што и за вас, исто така и за мене, па и сите во Европската Унија. Сите ние имаме многу јасни хоризонти пред нас, затоа што го споделуваме истото место во рамките на Европската Унија. Ние во Европската Унија навистина очекуваме со нетрпение да ве видиме во рамките на Европската Унија со истата визија и со истата посветеност, да бидете дел од Европската Унија, посветеност која што сите ваши представници, вклучувајќи владините, па и сите други државни представници, сте ја покажале досега. With political courage, with leadership and with responsibility, you have worked and are continuing to work tirelessly to bridge gaps, overcome historic difficulties and achieve breakthroughs. And I know how big this investment is for you personally and for your government. Се разбира дека само со политичко лидерство или водство, со политичка храброст, како и политичка одговорност, можете да одите напред. И само со таков пристап сте можели да ги надминете сите празнини, сите историски потешкоти и навистина представува мило што сте постигнале прогрес досега. И се разбира како што е тоа лична инвестиција за вас, тоа е иста така инвестиција за вашата влада како и за нас во ЕУ. This courage, this leadership, and this responsibility culminated in that historical moment when the whole of Europe saluted the name agreement with Greece. But more than that, that moment reconfirmed the power of diplomacy and dialogue in Southeast Europe. And it also became a very powerful inspiration for the Western Balkans region and beyond. И само ако можам да подлечам дека токму ова политичка храброст, ова политичко лидерство како и одговорност кулминираше со еден историски момент. Историски момент кој што цела Европа го поздрави, а тоа е постигнувањето на договорот за името со Република Грција. И всушност со постигнувањето на овој договор се покажа и докажа силата на дипломатијата како и на диалогот кој што се случува во југоисточна Европа. И токму овој договор, верувајте ми, представува инспирација за целиот западно-балкански регион, па и понатамо. And I was personally privileged enough, I was honored, I was proud to attend, together with Commissioner Hahn, the signing ceremony that you and Prime Minister Tsipras, together with your governments, organized in that beautiful lake that is Prespa. At the same time, your country has also managed to secure very good progress on the path towards the European Union. And this is an achievement for the whole society, all the governments, and the opposition alike. I was also proud to recognize this speaking at the Parliament together with you last time I visited here to pass this message that unity in this country is bringing results for all. Исто така, морам да кажам дека навистина бев лично привилегирана и се разбира. Навистина бев горда што можев да присуствувам заедно со комесарот за проширување господинот Јоханес Хан на церемонијата за потпишување на договорот за името кој што беше организирано од страна на ваша страна и на грчкиот премиер господинот Ципрас во преубавото езеро Преспа. Во исто време, не само тоа, вашата земја има постигнато голем напредок
на патот на вашата земја кон Европската Унија. И ова навистина представува големо постигнување за целото општество тука, за сите влади, вклучувајќи ја и опозицијата. Навистина се чувствувам горда што можеве денеска исто така да дадам признание за ова постигнување во рамките на Европскиот парламент. Меѓутоа истото го кажав и тука денеска кога разговарав со вас при мојата посета и навистина слоганот кој што важи дека единството секогаш е нешто кој што овозможува постигнување на резултати. You made progress, results, in a way that was unimaginable only 1.5 years ago, and the European Union responded to that. The Council in June set out a clear way forward towards the opening of accession negotiations in June next year. To walk in this direction is again a responsibility for all in the country: the President, the government, the opposition, the citizens of the country. И повторно, вие навистина да подвлечам дека постигнавте голем прогрес, огромни резултати, нешто кој што навистина можеше или беше незамисливо пред година и пол. И се распира дека на овој успех, на овие резултати Европската Унија одговори веднаш. Како резултат на тоа, Европскиот совет веќе во јуни постави еден многу јасен пат, една многу јасна рута, за да го отвори патот на вашата земја, така да препорача датум веќе во следниот јуни да може да се отворат пристапни преговори со вашата земја. И се распира дека на овој пат мора сите да одите заедно. Се разбира дека во изодувањето на тој пат тоа е одговорноста на сите, почнувајќи од председателот на државата, владата, опозицијата и се разбира граѓаните на земјата. So my message to your citizens, all of them, today is this: remember that on the 30th of September, when you go and vote at the referendum, you hold the keys to the future of your country. It's in your hands, and only in your hands, and nobody else can do it for you. And you cannot afford to stay silent and miss the opportunity to express yourself on what kind of future you want for your country. Така да мојата порака денеска до граѓаните на вашата земја. Запамтете, на 30 септември, кога ќе одите на гласачките места да гласате за референдумот, запамтете убаво дека вие сте тие кои што ги држите клучевите на вашата иднина во вашите раце. Клучевите не се во рацете на никого друг, освен на вас. Не дозволувајте некој друг да го направи тоа за вас. Ве молам, не молчете пред вашата иднина. Не можете да ја пропуштите оваа можност, затоа што вие сте одговорни за вашата иднина. These are not elections, and this is not about politics. You want to make sure that when you wake up on Monday, the 1st of October, you can be proud of the choice you have made for your country, yourself, and your children. No regrets. Ова не се избори, ниту пак ова е нешто поврзано со политика. Мора да бидете сигурни и убедени дека кога ќе се разбудите веќе следниот понеделник, тоест на 1 октомври, мора да бидете свесни дека сте направиле избор кој што ја засега иднината, вашата лична, иднината на вашата земја, иднината на вашите деца. И всушност тоа е иднината за која што треба да одлучувате. So, to conclude, my message here, the message of the European Union here is this: the doors of the European Union are open for you. First of all, because we know that together we can achieve a lot. And you reminded us, Mr. Prime Minister, today in Strasbourg, how much we can do together. For all our people, for our prosperity, for our security, for our stability. Our doors are open. You hold the keys. Our side is determined. Let's try to make this commitment work once and for all.
you have an historic opportunity in your hands. Ако може да завршам тука, мојата денешна порака за сите вас, за вашите граѓани, е дека пораката на Европската Унија до вас е дека вратите на Европската Унија остануваат отворени за вас. Мора да знаете една работа, а тоа е дека само заедно може да постигнеме многу. А тоа е нешто за кое што премиерот Заев денеска не потсети во Страсбур, дека само заедно можеме да постигнеме многу што се однесува на просперитетот, на безбедноста, како и на стабилноста на целата Европска Унија. Вие сте тие кои што ги имате клучевите на ова иднина во вашите раце. Ние од наша страна сме решителни и се разбира мора да направиме се што е во наши раце, се со цел ова посветеност наша да се реализира. Уште еднаш ќе повторам, не дозволете да ја пропуштите ова историска можност. Thank you once again for your personal commitment, for the work and the commitment of the entire government, starting from the Deputy Prime Minister and the Foreign Minister. And also thank you to you and to your citizens for a wonderful, warm welcome in the heart of your wonderful capital. That is the capital of Europe. Thank you. Ви благодарам уште еднаш. Би сакал да искористам ова можност да ви се заблагодарам, господине премиер, за вашето лично залагање, како и за вашата лична посветеност, се разбира. Би сакал да им се заблагодарам на сите представници на владата на вашата земја, почнувајќи од вице-премиерот за евроинтеграција, министерот за надворешни работи, за нивната лична посветеност, како и неуморна работа. Исто така би сакала да искористам оваа можност да се заблагодарам на сите вас, како и на вашите граѓани за топлото и срдечното добре дојде, кое што денеска ми го приредите во срцето на вашиот преубав главен град. Град кој што ќе биде европски.